Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Режимските тенденции на Мицкоски и ДПМН покажуваат дека не можат да функционираат поинаку. Власта спроведува опасна и брутална партизација на институциите, на безбедносните служби, на агенциите. Режимот дефинитивно се враќа. Додека се бркаат луѓе од работа, се прават партиски чистки, се поставуваат партиски луѓе на клучни позиции во безбедносните институции. Еклатантен пример е Агенцијата за национална безбедност. Наместо професионалец, власта поставува председател на Градскиот комитет за директор на АНАБА, кој што е прашање дали ги исполнува законските услови да биде на оваа позиција. Додека јавноста чека разрешница за лажните сертификати за познавање англиски јазик, се отвори прашањето дали факултетската диплома на Христовски е соодветна. Ваквото однесување создава долгорочни последици за работата на безбедносните служби, правната држава и демократијата во земјава. И сето ова, почитувани, се случува во време кога безбедносната состојба во земјата се влошува со секојдневни пукања, инциденти и нереди. Власта спроведува широка стратегија за целосна партизација на институциите. Советот за граѓански надзор на комуникациите, тело кое треба да спречува злоупотреба на следењето на комуникациите, е пред сериозна опасност да стане параван за нови злоупотреби. Исто како оние кои ја потресоа Македонија за време на режимот со прислушување на 20.000 граѓани, новинари, бизнисмени. Наместо да биде составен од компетентни и непартиски експерти, ВМРО ДПМН го претвора Советот во инструмент на партиска контрола на комуникации и прислушување. За председател на Советот е предложен Илче Димовски, долгогодишен партиски активист на ВМРО ДПМН. Илче, председател на УМС Битола и секретар на Општинскиот комитет на ДПМН во Битола. Следен е Стојанче Рибарев, член на Советот за граѓански надзор на комуникациите. Рибарев, почитувани, е добро познат во јавноста како поранешен судија, разрешен поради злоупотреби на правосудниот систем, познат како спасител на Никола Груевски од притвор во 2017 година. Сега треба ние да веруваме дека истиот тој Рибарев ќе ги штити граѓаните од злоупотреби и ќе спречи повторување на скандалозното масовно прислушување од времето на Груевски. Нема шанси. За член на Советот е предложен и Мирче Стојков, поранешен председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кочани и актуелен советник во Советот од ДПМН. Тука, почитувани, е Никола Затуровски, долгогодишен функционер на ДПМН. Советот за граѓански надзор на комуникациите, замислен како независен механизам за заштита на граѓанските права, сега станува играчка во раците на ВМРО ДПМН и алатка за нови злоупотреби. Ова, почитувани, е сериозен удар врз демократијата и ја покажува намерата на ДПМН за повторно заробување на институциите и враќање на земјата во мрачните времиња на режимот. СДСМ ја повикува целата демократска јавност, сите прогресивни сили, заедно да се спротиставиме на масовната партизација и ударот врз демократијата во земјата. Ви благодарам.